Нова и јасна порака испратија денес од мелничарската индустрија до граѓаните. Тврдат дека реалната цена на лебот во овој момент е 35 денари, при тоа образложувајќи. Првин во последниве 2 месеци суровините на светските берзи и локално и регионално се зголемија за над 70%. Во истиот период од септември навака, знаете, струјата како што најавивте и вие, се качува, и на светските берзи, што ги оптоварува, производството во какавството со огромни трошоци, кои трошоци мора да се слеат во производот, кој во моментов не е можно поради забраната за зголемување на цени. Ова за мелничарите и пекарите тврдат дека е класична мат позиција и дека се притиснати од сите страни. Се плашам да не остане пазарот без доволна количина на леб. Па вака, ние во изминативе повеќе од 1 месец, сме во интензивни комуникации, и со Министерството за економија и претходно и со владата и со вице-премиерот за економски прашања, и сите овие проблеми ги најавувавме на време, за да се изнајде некое решение, да може владата да помогне за да не дадат до овие несакани последици. Колку состојбата и да ја опишуваат како тешка, овој сектор на покачување на цените на лебот не може да смета најмалку до февруари, бидејќи со владината одлука тие се замрзнати до 31 јануари, но прашањето е што потоа, бидејќи февруари и не е така далеку. Во секој случај очекувам пораст на цените и на лебот и на сите други артикли неопходни за нормална екзистенција на луѓето. Од причина што влезните трошоци се зголемени, тука пред се енергијата, електрична енергија, плинот, овие другите енергенци, нафтата, гориво. Штом тоа расне, автоматски треба да дојде до пораст на цените. Државата може да ги држи под контрола извесно време, и бидејќи сите знаеме и ова мерка е со рок на трајање 31 јунари. Меѓутоа и во време трајањето на оваа мерка трговците се принудени да се снаоѓаат со исфрлање на нови производи, други грамажи, и така натаму. За граѓаните, ова е кој знае која лоша вест поред во период од само неколку месеци, па доколку лебот биде со повисока цена за нив и не е некое изненадување. Ки се покачи. Лебот го постигна, цената на лебот постигна максимум. Мислам дека од ова веќе нема да има повише. Па може се да се случи, може ке качат, ама не е реално. Треба да се намале, а не да се качи и за празници и за се. А се е повеќе и повеќе качено. Сепак клучни фактори во формирањето на цената на лебот, освен берзанските цени на житото, е и струјата, за која пак експертите велат дека во пролетните месеци ќе се стабилизира, што веројатно значи и мала надеж дека цената на лебот можеби и толку високо нема да отиде.